Така, го споминавме собранието и новиот состав, за изненадување за некој повеќе, за некој помалку е и тоа што левица за прв пат влегува во парламентот и тоа со два пратеници. Дали тоа беше изненадување за вас? Па за мене тоа не е изненадување, гледајќи работа што случува во заднина, за мене е да признавам не очекував дека ќе се стори таков изборен фалсификат. Зашто токму левица успеа да влезе во парламентот? Што беше таа клучна разлика? Па видете се, тука јас во принцип и во изборната кампања, кога ја водевме, не сакав да ги спомнам овие партии што се по задача, по наменски формирани, бидејќи моите противници во кампањата беа Мицковски и Заев. По каква задача? Па формирани наменски за изборите, бидејќи, како што кажав, значи во тие 20 дена не ги спомнав, меѓутоа во вашата телевизија слушам пред 20 на дена тука гостувал председателот на Левица и излишкол некои невистини спомнувајќи мене во тој контекст, па затоа кога веќе ме прашувате за таа партија, значи да одговорам дека кога ме прашувате наменски, значи таа партија е формирана, телеграфски да наведам неколку работи, формирана некаде есента 2015 година. Тогаш ВМРО ДПМН оценува дека му треба уште една наменска партија, дека ќе влече гласови од СДСМ. И тогаш колку што мене ми е познато, Мигалков го задолжува Емил Димитриев како генерален секретар. Дури овие од Левица настапиле да се со име лабористичка партија да бидат, него од ВМРО ДПМН оценува дека е посоодветно да биде Левица називот и ги пуштаат на тие избори. Меѓутоа во тој момент значи го наградуваат лидерот на таа сега партија, тој младиот парламентарец во аеродром со стан кој што е во зградата на Ивица Коневски, а Ивица Коневски сега... Повторно морам да прашам, имате ли некаков доказ дека му бил даден стан? Пошто пак е тоа... Вие вечер имате соговорник со име и презиме. Јас сум правник и многу добро знам што значи да се... Дека лидерот на таа партија на подарок по заслуга добил стан во аеродром. Во непосред во истата зграда со Ивица Коневски. Комши се и ден денеска тој линк, таа врска се остварува, бидејќи Ивица Коневски не се крие, главниот терен играч од на Сашо Мијалков. Значи добива и во таа смисла на изборите после настануваат тие некои на првите избори 2016 година доаѓа до некој конфликт, па како што е познато Апасиев се прешал тоа со Сорос, со левата страна, бидејќи тоа се опште познати факти. Учествуваше во палењето на канцеларијата на Иванов и после тоа Заев го награди во советничко место во специјалното јавно обвинителство, каде што земаше некој хонорар од 40.000 денари, што е уште поинтересно, он се представува како професор по римско право на катедра Јанева и треба советници од кривично-правната област. Значи беше вметнат таму за да по задача, бидејќи одигра задачата со шарените. А знаеме шарените каква белеј направија на оваа држава. И во таа смисла очигледно младиот парламентарец ги прочитал сите тие книги, како се води таа пропаганда и сега успешно манипулира со масите, бидејќи гледате колку е симпатично доаѓа со точак пред собрание, а во позадина во реалноста вози Алфа Ромео. Од друга страна вели дека е дете на стечајни работници, дека Левица е партија која што се бори за работниците, а од буџетот на... Вие го обвинувате Апасиев дека не го обвинувам јас, вие ме прашавте. Констатирате дека е лажен левичар. Па, лажен левичар, уште еден измамник на македонска сцена, еве го. 280.000 евра има добиено од 2017 година до 2020 од трезорот. Колку? 280.000 евра. 280.000 евра. А од друга страна сега што е многу битно тука, се представуваат левичари, деца на стечајни работници. Чекај, тоа ли се тие пари што се заглавени во Евростандард банка? Па тие се, таму ги ставиле на погрешно место. И сега имате нека информација плюс за ова? Па не имале сметка Левица во Евростандард. Што е поинтересно во ред со парите, ама ако се левичари сте слушнале вие да формира некој фонд во партијата со кој што ќе ги помага, еве не секој вече гледаме по телевизиите, луѓе бараат пари за лекување, сиромаштија, да формираат некој фонд и да ги помогнат тие деца на транзицијата. Пример по 500 по 1000 евра, вие 1000 евра ако дадете донација на некоја фамилија што и треба, на 280.000 евра тоа не се осеќа. Еве ние нас не водат као национална партија, ама ние во партијата имаме фонд во кој што помагаме. Еве сега пред некој време беше годишнината од Стајковци, големите поплави. Што беа пред 4 години ние како партија таму плативме 100.000 денари на луѓето за основни прехранбени продукти. Имаме уште десетина такви уплатници кај што даваме донации. Овие младиве деца од Левица со 280.000 евра располагаат. Дали сте виделе вие да имаат некој фонд да ги помагаат овие како се вели сиромашните деца. Сега тие работи не се битни. Дали они тоа е нивна легитимна одлука, дали они ќе работат под нечија команда, дали ќе прават такви фондови. Тие се за мене небитни работи. Сега за мене е битно што во вашата емисија он се представи како патриот, како националист за време на референдумот. Тоа не е точно. Единствена Македонија, познато е за референдумот, имаше две официјални кампањи. Едната ја водеше власта со називот Излезете за Европска Македонија, другата ја водеше Единствена Македонија со 83.
Здружение од земјата странство под логото Македонија бойкотира. И во таа кампања Апасиев не беше ни еден ден пред собрание. И не може он да се представува националист и патриот, туку може да се представува како човек кој што се бори за левичарски идеи, за социјални права, за правата на работниците. Ние, значи, еви тука и Филип е сведок, ние 7 месеци од јануари 2018 од јуни 2018 до јануари 2019 7 месеци ги поминавме по улиците, по плоштадите, блокиравме плоштади, улици, домови на пратеници, гранични премини, дома одевме само за спиење. Јас ви тврдам наодговорно, Апасиев нема ни еден ден поминато на митингите да го брани името. Дури он не штетеше нас. Пушеше Facebook статус и велеше нема потреба да излегувате народе пред собрание, тоа со тие негови фори и фазони ќе го обориме договорот со Грција пред Уставен суд. Така, Бачев, морам да ја прашам. Дали го оборивме договорот со ова? Значи, тоа ми беше смислата да кажам дека не може да се представувам како националист и како патриот. Нека си ги тера левичарските идеи, а за ова што го кажав дека тие работи дека беше со ВМРО па се прешалтува со СДС па пак се враќа во ВМРО, тоа се нивни легитимни одлуки.